Така, Александар, како што и кажа, редовно следиме состојбата и дали е пристигнато до овде барањето за екстрадиција. Унгарските власти тврдат дека такво барање се уште нема. Ние во моментов се наоѓаме пред Универзитетот во Будимпешта, откаде што туку излеговме, имавме можност да поразговараме со дел од професорите на овој универзитет, правници, но и политиколози. Разговаравме на неколку теми, меѓу која бегството на Груевски, од активностите на Орбан овде, нивното пријателство, нивните бизнис врски, но и за она акција која според унгарците Орбан ја ископирал токму од Никола Груевски, а станува збор за акцијата Стоп Сорос. Можам да кажам дека професорите од овде, од Универзитетот во Будимпешта, се многу резервирани кога станува збор за зборување пред камера. Ниту еден од професорите со кои имавме можност да поразговараме не сакаше во камера да ни ги објасни сите работи кои претходно ни ги кажа. Што се однесува до бегството на Груевски и до онаа рута преку која што избегал Албанија, Црна Гора, Србија, па Будимпешта, професорите велат дека не разбираат зошто тоа би го направил кога Македонија се граничи со Србија, па можел многу лесно само да продолжи во правец северно и да пристигне до Будимпешта без при тоа да ги инволвира Албанија и Црна Гора во целиот план за бегство. Велат дека е можно, за нив не е изненадување, не се изненадување оние информации кои се проширија во медиумите дека со дипломатски коли, односно дипломатски автомобили и дипломати кои се наоѓаат во овие држави на Балканот му помогнале на Груевски, бидејќи велат дека Орбан и овде како заштитува Груевски и тој ужива заштита, меѓутоа и добива третман на важна личност. Исто така разговаравме и со нашите колеги, со еден од новинарите, снимивме интервју кое гледачите ќе имаат можност да го видат малку подоцна. Меѓутоа нашата истрага овде се уште трае, се уште остануваме овде да разговараме за сите оние теми поврзани со Груевски, Орбан, бегството, организацијата на бегството, меѓутоа и со претпоставките за она што во иднина би можело да се деси, да се случи. Овде професорите исто така како и дел од аналитичката јавност, но и нашите колеги претпоставуваат дека следна дестинација на Никола Груевски би можела да биде Москва или пак некој град во Турција, бидејќи тоа се лицата кои меѓусебно соработуваат, лицата и државите кои меѓусебно соработуваат и кои би можеле да си помагаат во вакви случаи. Александар, дали имаш некои прашања? Тоска, дали во медиумите таму се зборува како целава оваа ситуација ќе се одрази врз соработката со Европската Унија? Да, Александар, и тоа мислењата се поделени. Унгарските власти и медиумите блиски до нив информираат дека тоа не е работа на Европската Унија и на НАТО. Унгарските власти тврдат дека не добиле никакво известување од меѓународната јавност и нагласија дека тоа не е нивна работа, додека пак аналитичарите, нашите колеги и дел од професорите во овој универзитет сметаат дека тоа може многу негативно да се одрази на односите помеѓу Унгарија и Европската Унија. Секако потсетуваме дека Унгарија веќе е членка на Европската Унија, а Европската Унија има строги критериуми кога станува збор за правната држава и за легислативата, меѓутоа и за почитување на правото и меѓународните стандарди. Секако останува фактот и тврдењето дека она што се случува со Никола Груевски, начинот на кој што тој го побарал азилот, начинот на кој што тој влегол овде и целокупната процедура, според дел од аналитичарите е комплетно нелегална. Меѓутоа, повторно ќе потсетам, унгарската влада тврди дека има легален начин постапката да тече токму вака, да не биде тој испрашуван во транзитните зони, туку од овде, од Будимпешта, така што сепак останува да видиме до крај и да изанализираме што ќе се случи понатаму, дали Никола Груевски сепак ќе го добие азилот
овде, бидејќи постапката е се уште во тек, а унгарските власти конкретно за постапката велат дека ништо нема да соопштат се додека таа не заврши.